Да. И чек. Моето име е Билјана Илиева. 25 години работам како наставник по биологија и природни науки. Дел во основното училиште Драга Стојановска во село Ракотинци, а 15 години во основното училиште Климент Охридски во село Драчево. На вашиот конкурс се пријавувам со иновативна примена на постоечки и развој на нови методи за учење и поучување, креирање нови ресурси за поучување и учење, користење на технологија на иновативен начин во наставата, а мојот наставен ресурс е поставен на мојата веб страна. Проектот е ставен онлайн и представува отворен образовен ресурс. Ресурсот е конципиран во 3 дела и еден дел работилница за слободни ученички активности. Сега би сакала да го разгледаме ресурсот. Темата на овој наставен ресурс представува здрава храна за здраво детство. Проектот има мисија и визија. Мисија да користиме храна на најдобар начин, а визија за здрава иднина на новите генерации. Во првиот дел од образовниот ресурс поместен е дел од предметот биологија, односно часовите по биологија 18, 19, 20, 21 и 22, односно се она што се зборува за храна и сите оние информации кои што учениците треба да ги дознаат на овие наставни часови. Во ресурсот има еден голем текстуален дел кој што учениците можат да го и наставниците можат да го следат, да го читаат и да го разгледуваат, но има и интерактивен дел, односно има директни линкови кои што ги поврзуваат овие делови, односно овие новини кои што треба да ги научат преку одредени видеа. Во овој дел е вметнат и планот на лекцијата, односно активностите со кои што им давам можност на наставниците да одберат како може да изгледа еден добар наставен час. Значи има активност 1, каде што во воведниот дел учениците решаваат ребус. Потоа сите овие информации се и во вид на Word документи поставени. Потоа во секој дел има инклузивен, за учениците со посебни образовни потреби, има инклузивен пристап, односно со клик на копчето се пристапува кон работни листови кои што учениците можат да со инклузивност можат да ги следат, можат да ги прочитаат, можат да ги учат и на таков начин да бидат подостапни за нив. После секој дел има таков дел за учениците со инклузивитет. Потоа, под секој текстуален дел има линкови со онлайн ресурси поставени, ресурси од YouTube, каде што има одредени вежби на кои што учениците на полесен начин можат да ги изучат малку потешките делови од наставната содржина. Потоа сите активности кои што учениците можат да ги направат се поставени на онлайн ресурси. Во овој дел се гледа дека се изработки на ученици, изработени се фотографии во Microsoft Office Paint. Во вториот дел представува активност, односно експериментален дел, учениците тоа многу го сакаат и има наставна содржина, односно план за лекција каде што учениците откриваат шеќерите, мастите и протеините преку експерименти. Една група представува мешана група односно има инклузивен пристап, каде што во таа група членуваат и учениците кои што се со посебни образовни потреби и има одредени упатства што тоа би работеле тие на часот.
Опционално, ако наставникот нема ресурси за изведување на експерименти, истото тоа може да го погледне на видео кој што видео материјал кој што може да го погледне на следниот линк. Во испитувањето на скроп, неколку капки портокалово кафен раствор на јод се додаваат во испитуваниот безбоен раствор. Добро е тука што голем дел од линковите се преведени и на македонски, така да учениците можат убаво да ги разберат. На фотографиите се прикажани експериментите што учениците сами ги изведуваа на часовите кои што сме ги обработиле. Докажување на скроп во храна, докажување на масти во храна, потоа на глукоза во храна и на протеини во храна. На крајот од овој дел е поместен на наставната содржина за неухранетост и има специјално упатство за учениците. Упатството е многу прецизно направено, односно тука се воведува една нова алатка која што се нарекува Padlet. На оваа алатка учениците можат своите истражувања да ги поставуваат и на таков начин наставникот им го споделува линкот, а тие нивните истражувања ги ставаат на со помош на оваа алатка и наставникот потоа може да ги прегледа во било кое време, бидејќи се работи онлайн. Еве како изгледа таа алатка и како учениците сето тоа го поставуваат на Padlet, при што наставникот може во секој време да ја оцени нивната работа. Исто и тука има дел за учениците со инклузивен пристап и во на следните фотографии може да се видат изработки од ученичка со инклузивитет. Значи за избалансирана исхрана, за протеини во храна, за органи во системот за варење. Како ќе ја спроведеме рефлексијата? Рефлексијата може да се постигне преку есеи на одредена тема, потоа да направат брошура на тема правилна исхрана, да направат видео за здрава храна и да го прикачат на YouTube или Vimeo, да направат дебата на тема модерни тинејџерски болести, анорексија и булимија. За сите овие проекти кои што можат тие да ги направат, треба да користат фотографии, можат да користат фотографии од одредени страници кои што не подлежат на авторски права. Таков еден линк е следниот и од таму може да ги црпат сите фотографии кои што им се потребни. Ова е тука пример за готов продукт, односно видео кое што е изработено од ученичка и прикачено на каналот YouTube. Дел од овој проект е поставен и одобрен и поставен од Edwinning платформата и може да се разгледа на следниот линк. Други активности кои што може да бидат поврзани со темата се посета на фабрика за здрава храна, посета на нутриционист. Во третиот дел е промоција на здравиот начин на исхрана, а таа промоција може да се направи преку кампања. Во нашето училиште има таква кампања, се нарекува Зелена среда и тука се објаснет начинот на кој што се спроведува таа кампања. Учениците имаат изработено постер, потоа тим од ученици секоја среда ги посетува помалите ученици, па разговараат за здравата храна, учениците носат покрај постоечката ужинка, носат и овошје во среда. Како завршна активност оваа тема може да се поврзе и со слободните ученички активности, а посебно со проектот за меѓуетничка интеграција. Темата е што јадете, што јадеме. Тука се поместени упатства за целата работилница. На крајот од оваа работилница има активност која што може учениците да ја спроведат, а тоа е неделно мени,
па имињата на деновите во неделата се напишани на двата јазика, исто и дневното мени. И на крајот се поместени фотографии кои што се превземени од сајмот на традиционална храна, која што ја направиме со нашето збратимено училиште. Ви благодарам и се надевам дека ви се допадна мојот отворен образовен ресурс.